Добар ден ви посакувам на сите. Се извинувам за малото доцнење, но добро, тоа е стандардно на овие простори. Ви благодарам што дојдовте и имам чест и задоволство да ви прикажам овде во ГЕМ, во нашиот клуб. Е многу интересен гостин кој не дојде специјално за оваа прилика, имаше мощна набиена агенда деновиве во Скопје, но ние го искористивме неговото присуство, па го организиравме, да речеме, во еден од неговите ретки термини деновиве, овој настан во ГЕМ. Значи му благодарам и на Звонко Маковиќ што најде време да мислам и нас како гемаши, да речам, и просторот кој има нели своја посебна аура последниве години во Скопје, на некој начин ете да не удостои со собственото присуство, така што ви благодарам, Звонко, што дојдовте и што ке разговараме за една тема која е... Ja bih htio samo se pozdraviti ovako brojni skup koji nisam očekivao ovo doba dana. I reći da me izuzetna čast biti u GEM-u, biti na ovoj tribini i razgovarati o temi recimo koju dotičem sa jednog drugog aspekta, a temi suvremene Makedonije, koja me se i na neki način tiče i koju mislim da je vrlo intrigantno područje, pogotovo što se tiče ovih kulturnih projekata. Да, одлично. Па тоа е уствари и главната нашата намера беше баш за тоа да разговараме пред се за Скопје 2014 во контекст баш на тоа, каде оди Македонија, кои се тие некои современи тенденции во културата, испреплетувањето меѓу политиката и културата, теми за кои сте вие мощно компетентен. Инаку Маковиќ, само 2-3 збора за оние кои не знаат ништо за Маковиќ, но веројатно го гледале на ХТВ во оние интересни дебатни емисии. Маковиќ е професор по компаративна книжевност, но главниот фокус на, да речеме, на неговите истражувања, неговите интереси е ликовната уметност, така што и денес најмногу ќе ползуваме, да речем, неговата експертиза во тоа поле, но е интересен поет. Исто деновиве имаше промоција на првата негова поетска книга во Скопје. Мислам, така што еден, како да кажам, универзален интелектуалец, какви што полека исчезнуваат, и заради тоа е интересно да се разговара со нив и верувам дека баш тој преплет, да речам, на тематските области ке биде интересен и за овој наш разговор. Звонко, како ви изгледа Скопје? Дали се прошетавте деновиве? Кога последен пат сте биле во Скопје? Да ги споредите тие две Скопја? Pa Skoplje se ne može usporediti sa ničim živim, ja ne znam, nijedan drugi grad aktualni iz 21. vijeka se ne može baš, nema usporedbi, ali bi se moglo sa Berlinom 30. godina. Mislim da se Skopje ne može uspoređivati ni sa jednim živim gradom iz 21. vijeka, iz vrlo jednostavnog razloga što ono što nastaje kao projekt 2014. nigdje u nijednom, koliko znamo, negdje od Tajvana i ovih Koreja, pa sve do Južne Amerike, nigdje takvih projekata sličnih nema. Ali se može usporediti sa jednim gradom iz prošlosti, a to je Berlin 30. godina. Nažalost, mislim, to je jedina usporedba koju ja poznajem. Možda postoji neka druga, postoji vjerojatno, ali mislim tako drastična, mene najviše asocira na to. Ja sam se sa Skopjem 2014. upoznao negdje 2010. I kada sam počeo pratiti to, dakle kada je bilo u nastajanju, i tu je zaslužan jedan naš kolega, to je Dejan Buđevac, koji me nazvao za jedan intervju koji sam imao za jedan događaj koji smo trebali imati u Zagrebu, pa evo mojom zaslugom ga nemamo, a to je postavljanje spomenika Majci Terezi. Да, тоа исто. Тоа сакав да ви прашам, можеме тоа да биде едно од следните прашања? Drugim riječima, Dejan me negdje uveo u taj kompleks, onda sam počeo čitati kako internet, ja ovisnik sam zapravo o internetu. Onda sam upoznavao i Dejana i brojne druge, čitao, pratio redovito što piše, vidio i neke druge portale gdje je aktualnije, i onda sam upoznavao i druge autore koji se tim sustavno bave, i onda sam učio od Nebojše Vilića, od Nikosa Čausidisa, od brojnih drugih, dakle, koji su se bavili tom temom.
da ne kažem, ova knjiga Skopje svjetsko kopile, koji je isto zanimljiva na svoj način. Mi u Zagrebu imamo časopis Čip, to je Čovjek i prostor, to je časopis koji je 50 godina star i gdje je bila jedna tema, gdje su bili Leonora Grčeva, je imala jedan sjajan tekst i Nebojša Vilić. Tako da sam upoznao, a kak čitam i druge novine, čitam i Špigl i njemačke novine i vidio sam kako su oni u novije vrijeme isto pratili ove događaje u Skoplju, isto sa zabrinutošću pisali, povlačeći paralele koje sam negdje i ja. Da. To je sjajno i mislim da ste ena od rijetkite stranci, da rečem, koji, vaka, relativno temeljno ja sledil situacijata, no jaz povijek mislim, čisto ovo fizičko sledenje, da го следите целиот процес во овие 4-5 години, бидејќи некои луѓе кои не го виделе Скопје 6-7 години, центарот на Скопје се шокирани. I prije svega, ja nažalost Skopje, ja sam uvijek kroz Skopje proputovao. Jedan jedini puta prije 7 godina sam došao iz gradića Sveti Nikole, navečer prenoćio, drugi dan ujutro se našao s prijateljima i u podne napustio Skopje, autom sam tada bio. Dakle, ja Skopje ne poznajem, ja ga znam ovako, preko filmova, preko fotografija, preko planova i nisam imao tu prostornu dispoziciju, mi nije bila sasvim jasna. Naprimjer, ja nisam znao da je Stara Čaršija, da je odnosno taj dio koji ondje od te prve konjaničke statue, da je on toliko blizu Filipu Makedonskom i ovom kompleksu koji počinje s druge strane Vardara, odnosno da se oni dodiruju na gotovo prostorno na par stotina metara. Da. Prema tome, ja sam ovih dana, evo od ponedeljka do sada, danju, noću hodam, snimam, imam stotine i tisuće valjda tih snimaka i pravim si, obogaćujem svoj fajl koji imam. Ali ja bih htio prije reći, nije fair da ja sad dođem iz Zagreba, iz Europske unije, recimo, vama davati lekcije. To ja niti želim i ne bi se osjećao ugodno. Ja sam u Zagrebu od 90. godine govorio što danas govorimo o Skopju, ja sam tada govorio o Zagrebu. Kada je bila recimo, promilima se to može usporediti sa ovim. Tendencija jednog pojačanog nacionalizma koji nije išao u ovakvu histeriju kao sada u Skoplju i kada su se neke preinake događale. Ja sam tada vodio polemiku sa predsjednikom Tuđmanom, koji je bio veliki autoritet. On je mene prozivao 90. 91. kada je bilo teško vrijeme osamostaljenja Hrvatske, kada je počinjao rat, kada sam im dobivao različite etikete, nešto sam jugonostalgičar i komunjara, nikad nisam bio član ni jedne partije, pa ni Zaveza komunista, koja je časna partija bila u nekim segmentima, ali tako da to meni nije ništa nepoznato. O tome sam govorio od 90. godine pa sve na ovamo. Pa заради тоа и ве викнавме, имате интегритет, знаете, баш подосна ке прочитам, запишав едно парченце од Френк Лојд Рајт, колку е важен интегритетот во уметноста и воопшто во архитектурата, така што тоа е една од причините, мислам, вашиот, да речам, бекграунд, вашиот минат стаж, критички, зашто ја викнавме, а второ, знаете, ние овде, точно еден важен дел, па и од некои од луѓето што се овде присутни, доста сериозно и критички се занимававме со проблемот на Скопје 2014, но имаме впечаток понекогаш, затоа што ова мала средина, дека немаме доволно, не само помош, немаме дури ни разбирање, ни знаење од надвор, и заради тоа ни е скапоцено кога некој не само кога дојде и, како кажам, кога отворено, кога каже својот став за целото ова лудило, туку некој кој дури ги следи работите, како вас. Рековте, подсека на Берлин, некои луѓе овде ги подсетува на Софија во 20 години. Тогаш исто имало... Може би, тоа су слични синдроми, да? Да, исто имало она голема експанзија на градење споменици и сето тоа, но тоа е веројатно малку задоцнето. Само да завршам, да ве прашам, тоа е малку задоцнето. Вие сте експерт за споменици, за тоа и сакам да разговарам за овие поновиве тенденции, вашите критики.
za Serafimovski, pa i drugovo Zagreb. No, nije li to koncept na imperialni državi koji go bildat svoj nacionalni identitet, negdje u 19. vek, vek je pagavo zapadna Evropa i mnogo od tih spomenici, vek je toga što se vadat, se trgat, se vadat od postamentite, si do toga. I doaga modernata umetnost, početok na 20. vek. No evo da rečemo Sofija, Bilgrad malko podocna, a ovdje Rim Mussolinijevog vremena i prije postgaribaldijevskog, dakle doba Vittoria Emanuela. Dakle, kad dolazi ta pojačana euforija za nacionalnim, uzet ću najbolji primjer. Rima. Dakle, mi uzimamo Rim kao svoju kolijevku. Vi uzimate dobro Grčku, vi ste malo stariji. Ali Rim ima taj forum koji je jedinstven u svijetu. Međutim, kada se krajem 19. vijeka, kada je stvorena Italija, u današnjim granicama, kada su dakle od Dolomita, Alpa do Sicilije, kada je povezan jedinstven politički organizam, nakon Garibaldijeva pohoda, stvara se nova moćna nacija i oni žele iskazati tu naciju. Najbolji primjer je za to uništenje najsvetijega što je Italija imala i sa puno prava se pozivala na forum i na carski Rim, jer direktni kontinuitet traje bez ikakvih ovakvih doseljenika. I oni uništavaju veliki dio foruma da bi se napravio spomenik Vittoriju Emanuelu, Vittorijano, gdje također su konjanici kao markeri, kao označitelji koji trebaju političku moć izraziti. Prema tome, pogotovo će to doći u doba Mussolinija, kad se idu dozidati i sam Vittorio Emanuele spomenik, taj kompleks, isto ne vodeći računa o forumu i onome što je u pozadini toga. I kada se ide graditi i dograđivati neki preci u Paviji ispred katedrale, kad Regi Sole dobiva konjaničku statu koja je, treba značiti da je direktan Mussolini nasljednik carskog Rima, pa onda uspostaviti neki kontinuitet. To su projekti koji su rezultat jedne ideologije koja se zasniva na jednoj pogrešnoj laži. Oni su svjesni da lažu. Ali ideji pojačane nacionalne svijesti, pojačane osjećaja za nacionalno, ajde recimo eufemizmom. Mislim da je to i ovdje. To je moglo biti u Bugarskoj, to je moglo biti i u Koreji, i isto tako. Dakle, riječ je o totalitarnim sustavima, režimima i sredinama, ideologijama pojačane pojačanog nacionaliteta. Ima interesna rečenica na Mussolini. Вика, тој граѓаните се народот е смеса за вајарско обликување на државата. Има и Гебелсона исто славно дека политиката е ликовна уметност на државата. Мислам дека во Скопје тоа... Гебелса немојте омаловажавати. Јас сам га доста овако изучавао. Гебелса бисмо могли много од njega научити. Naravno, posljedice koje jedne takve ideologije, takve propagande, ali Goebbels nije bio ni glup čovjek i znao je što čini. Posljedice su katastrofalne, naravno. Ali mislim, to nije nastajalo iz gluposti. Neki drugi su radili iz gluposti. Hitler nije bio tako inteligentan kao Goebbels. Ali Hitler imao špera koji je tu bio operativac i koji je tu stvari radio. Ali kažem, oni su isto polazili od nečeg fake, nečeg lažnog. Ja sam sada dao kolegici intervju jedan, pa sam rekao, ono što mene užasava u Skoplju 2014, to je da vi imate na najelementarnijoj razini laž. Tu se grade galije. Galija, ja dolazim sa jedne morske zemlje, recimo, pa nikada ne pada na pamet, imamo kak se zove, galije za turiste, pa ih malo vozikamo od Totića do Točića kao kuriozitet. Ali da se u jednom Vardaru koji je plitak, on naraste i malo veći, ali mislim u pličaku da se pravi galija. Sad vratit ću se u fake. Što je fake? U elementarnoj razini galija je od drveta, od dobrog hrastovine, tikovine ili tako dalje. Međutim, ovo je od betona.
armenog betona. Prema tome, vi dakle u srži lažete. Zašto postaviti galiju u pličak? Suludo. Praviti galiju od betona, to je nešto što nije ludo, nego hiperludo. Drugo, mislim, jedna zemlja koja je, jedan grad, neću ići na zemlju, jedan grad koji je imao, kojemu je najveći arhitekt, jedan od najvećih arhitekta 20. vijeka, negdje udario temelje, markirao grad u duhu jednog kasnog modernizma, Kenzo Tange, dakle, da on ide mijenjati ono u čemu je jedinstven bio, nažalost, nakon tragedije iz 1963. U nešto što nikada nije imao. Pa nikada barok nije bio supstanca važna za, recimo, pravoslavnu sredinu. Barok je proizvod kontrareformacije. Dakle, to je direktan jedan politički projekt. Barok se javlja kao reakcija na mi smo se, pravoslavci i katolici su se rastali prije, ja nisam ni jedno, ni drugo, ni treće, pa su se onda katolici živjeli sa jednom skupinom koja će se kasnije preko Lutera odvojiti u protestante, pa je trebalo reagirati na tu novu frakciju reagirati sa Rimom i direktivom, te stvarati jednu umjetnost i pojačane persuazivnosti, jer je potrebno uvjeriti vjernike da oni trebaju biti podložni Rimu. I dakle to raste isključivo vezano za zapadni kulturnu sferu. Katoličku, protestantsku. Protestanti baš ne, ali to je direktno isključivo katolička doktrina. I sada vidimo ovdje u Skoplju, to je isto toliko suludo praviti barokno Skoplje kao praviti betonsku galiju. Da, vlada je nevjerojatен sinkretizam, da, no ovdje, v Skopju, točno je, deka duri v tije tenderski oglasi, često pati eksplicitno se navedува дека тоа treba da bude klasicizam, barok, neoklasicizam. Така што да, тоа несватлjivo je od kaj продираат тие некои длабоки фрустрации. У ствари, сватлjivo je, тоа се паланечки, веројатно некакви... Klasicizam je reakcija na barok. Prema tome, to je isto. Yin i yang. Ali ovdje nije, kako nije bilo baroka, nije bila potreba ni za klasicizmom. Prema tome, mislim, nešto što je, naravno, 19. vijek je taj, recimo, pluralističan vijek, gdje se javljaju i historicizmi. Prema tome, tu je moguće praviti neke hibride. Ali u tradiciji ovdje... Ja sam prošao ovako, među prvim objektima koje sam išao vidjeti je Narodni teatar. Sa ovim glumcima. Meni nije jasno da su to neke konkretne osobe ili nisu. Čemu ti glumci ondje? Onda sam išao dalje kod Ministarstva vanjskih poslova. Ima dva para, muškarac i žena. I muškarac i žena ponovno obučeni u građansku odjeću. Pa meni nije jasno u 21. stoljeća raditi kostime. Kostimirati se u nešto iz 19. vijeka. Zašto to? Ko zna? Bilo je vjerojatno gospođa i gospode. Skoplje imao vrlo bogate trgovce, koliko znam, bankare i tako dalje. I sasvim sigurno da su se jako dobro oblačili. Ali mislim, kakve veze ima danas to što je bilo u 19. vijeku pred Ministarstvom vanjskih poslova, ako ne griješim. Prema tome, tu isto nešto dolazi do ono što sam govorio i jučer i danas, do neke šizofrene situacije. Целиот концепт е сценографски на Скопје 2014. Тоа е една голема сценографија. Имаше скопски режисер, не многу талентиран, да речам, еден од, како кажам, поборниците на ова лудило, и он велеше уште на почетоците на затркалувањето, како да кажам, на лудилото, велеше, вика, сега ке можеме да снимаме филмови во Скопје, можеме Мерил Стрип да ја викнеме као, и се ова е убаво, затоа што е згодно за филм. Да. Тоа е еден од аргументите и за туристи, и тој аргумент доста се експлоатира, дека е ова убаво за туристи и луѓето сакаат да се сликаат. Pazite, živjeti jedan virtualni svijet, to je znak bolesti, to je znak duboke psihičke poremećenosti. Ako vi živite fikciju, a odbijate priznati fakte, odbijate priznati stvarnost, to je nešto što je zabrinjavajuće.
se soglašam sa vas. A kažete mi, što mislite, Zvonko, za ovo prefasadiranje na zgradите? Го спомнавте Кензо Танге. Много значени згради во Скопје, токму во Мигов, се уништува, се преправа. Например, зградата на владата, стоковната куќа на площад. Тоа се едни од најзначајните, најиконичните дела во историјата на македонската архитектура. Сега се уништува. Што мислите за тој тип на варварство? A to je dakle nepoštivanje, u biti je riječ vrlo jednostavno. Reći je vrlo jednostavno. Nepoštivanje prave tradicije i izmišljanje fiktivne. Stvaranje fiktivne kako bi se zapravo jačala jedna ideologija iza koje sasvim sigurno, što nisam ni malo originalan, to su rekli davno prije mene, postoje ekonomski interesi. Neko se na tome sigurno bogati. Hrvatska je tokom 90. i 2000. godina napravila nešto jako značajno što imamo dobre posljedice, a to su ceste. Hrvatska ima odlične ceste i tunele. Iz toga je netko izvlačio novac i taj netko je sada se procesuira i u zatvoru. Ali hoću reći, investiralo se javna sredstva i dizali su se krediti da bi se pravilo nešto što je u krajnjem slučaju koristilo nama kao narodu, državi, iz čega ćemo izvlačiti opet korist. Ceste su nešto što je u redu i ceste su poslužile da bi se neko bogatio. Prema tome, ovdje sasvim evidentno će se neko se bogati. Da, to je isto jedna dimenzija. Koliko to košta, ja to ne znam, ja sam samo ovako čitao, neću to ponovati, ali kažem znam kod nas kako se išlo velike projekti za ceste. I to je najbolje što smo nešto napravili. Obnove hotela, dakle, od turizma živimo, ni od čega drugog. Dakle, nešto što ima zdrav ekonomski temelj. I onda su se našli neki bad guys koji su izvlačili iz toga pare za sebe u svoj džep. Da, ne znam da li znate precizno, sumite se stvarno neveroјатни. Александар Македонски чини над 10 милиона евра. Лавовите на мостот Гоце Делчев чинат околу 2,5 милиона евра. Овие првите коњаници пред Камени мост исто чинат околу 1,5 милиона, 2 заедно. Така што сумите се навистина неверојатни и голема е веројатноста дека огромен дел од тоа отишол во приватни джепови. Sigurno. Ali pitanje je što kad dođe, a sasvim sigurno će doći neka komisija koja će tu pročešljati račune, vi ne možete stati, vi morate ući u Europsku uniju, mislim, to je prema tome prije nego kad dođe taj, završni finiš u ulazak, doći će neko drugi koji će češljati vaše račune. Hoće li ovi biti živi ili neće? Hoće li otići negdje u Saudijsku Arabiju ili neki drugi dio svijeta, u Rusiju? To je druga stvar, ali će se vidjeti koliko je to koštalo. A кажете ми, од чисто ликовен аспект, сакам да преминеме и на други теми, па после може би од публиката и ке се вратиме на Скопје 2014. Чисто во ликовна смисла, ви оставили впечаток некој од скопските споменици и после тоа можеме да разговараме за современите споменици, речено во Хрватска, за она што доста интензивно се бавите југословенското културно наследство од 45-та навака, но еве едно кратко прашање пред да преминеме на тие теми. Што мислите за овие сега, колку има 60 споменици во Скопје? Pa mislim, meni je neugodno pred Nebojšom govoriti o tome. Pa to, mi bismo htjeli da to bude umjetnost, pa da bismo mogli nekim kategorijama reći to je loša umjetnost. Ali to nema supstance umjetničke. Prema tome, to se ne može uspoređivati sa umjetničke vrijednosti traži. To je od temelja, ako je nešto na konceptualnoj razini laž, dakle u ideji lažno, u materijalu lažno. Prema tome, tražiti o tom, govoriti o tome kao nekoj sa umjetničkog aspekta relevantnom ostvarenju, mislim da je iluzorno. Ja sam zapravo dosta čitao i onda sam si pravio bilješke. I sad nikako mi nije bilo jasno, jer sam recimo učio da za sve postoji program. Kad imate veliki u doba baroka, veliki kompleksi spomenički koji se grade,
pa se onda tu ide i u pejzaž, pa se onda i postavljaju neki kipovi. Svi ti kipovi nešto znače. Apollon znači ovdje u Versaju jednu stvar, ovi drugi porazmeštani, oni nešto znači, oni su dio jedne cjelovite priče. Ja sam si razmestio na svojoj mapi nekoj te kipove i svako sam htio proniknuti kakve veze ima recimo Samoil i Justinijan i ovi Goce Delčev i ovi drugi, gospodin na konju isto. Prostite, ne znam, ne pamtim se. Pa onda središnja figura Aleksandra Makedonskog, koji, a pogotovo s druge strane sa Filipom Makedonskim, taj užastek. I onda sam došao u ponedjeljak, ja sam satima hodao i gledao. I onda sam vidio da tu zapravo krivo, kao što vi mene pitate umjetničke, pa ne možemo govoriti o umjetnosti kad to nije umjetnost. Mi ne možemo govoriti o lijepom cvijetu kao o umjetnosti. Lijepi cvijet sa estetske aspekta, on ima nečega lijepog, ali to je proizvod prirode. Dakle, on nije umjetnost. Ja. Kad govorimo o naslikanom cvijetu, možemo govoriti o umjetnosti. A ovdje je isto tako. Mi hoćemo usaditi supstancu umjetnosti, da bismo mogli onda raspravljati to je umjetnost ili malo manje umjetnost. Ne, to uopće nije umjetnost. To je izvan for i lemura, izvan gradskih zidina. To je nešto što ne pripada kategoriji grada, ne kategoriji jednog pristojnog organizirane urbane sredine. Isto kažem, kao ono što sam pokušao tražiti kakve veze, i onda sam digao ruke, jer sam shvatio da tu zapravo precjenjujem autore tog projekta. Precjenjujem tu nesretnu kiparicu koja je to radila i druge kipare i onoga ko je očito morao praviti neki program, pa bio taj program i takav improvizirajući i besmislen kao što je. Zaista, mislim, Justinijan, Samoil, Goce Delčev, apsolutno ničega nemaju. Ja to gledam ovako sa distance. Justinijan je važan i za moju zemlju, isto bio. Знаете што е највознемирувачки у ствари овде, мене ми се чини, мислам, надвор од тој, да речеме, брутален културен инженеринг, од тоа насилно менување, да кажем, на тие идентитетски матрици на нацијата и на државата за многу брзо време, за, како кажам, шокантно брзо време, просто психопатолошки брзо време. Значи, надвор од тоа, вознемирувачко ми е што исто се анулирана е автономијата на уметноста, ова зашто вие зборувате. И стварно веќе не може да стане збор за уметност, дури ако по некое дело и има некакви уметнички елементи, како што вие велите, целиот концепт е толку сулудо промашен и изгубен, што дури тие мали моменти на некаква уметност се губат. Само да го прочитам ова делче, го вети Френко Райч, што вели за интегритетот, интегритетот на архитектурата и на уметноста. А инаку баш после тоа сакам да ја прашам и за Серафимовски, дали се постави мајка Тереза во Загреб, вториот споменик и во првиот, и да видиме како е тоа во Хрватска. Значи, Лојд Рајт во 54-та, во својата 85-та година, го остава следниот аманет. Она што денес најмногу е потребно во архитектурата е истото што ни треба и во животот, а тоа е интегритетот. Подеднакво како во човекот, интегритетот е најголемиот квалитет на архитектурата. Ако успееме во тоа, ќе направиме голема работа за нашата морална природа, за психата на нашето демократско општество. Заземајте се за интегритетот на вашата градба и со тоа се заземате за животниот интегритет на оние што граделе пред вас, бидејќи взаимниот однос е неизбежен во општеството. Мислам дека ова е баш многу инструктивно парче од еден од најголемите архитекти на 20 век. Кажете ми, на пример, доста критички бевте, ретко кој овде во Македонија бил критичен кон академикот и бардот на македонската ликовна уметност. Серафимовски, мислам, многумина го доживеа тоа како некакво, како кажам, абреакција, некакво вашиот беспоштеден критички осврт на тоа дело. Што стана со тие две скулптури? Уште се во Загреб? Прije svega, dakle, ja sam kritičar od 60-ih godina. Formiran sam 68. Kad smo govorili nema govorenja sa figom u džepu.
budimo direktni. Direktna akcija, dakle to je nešto što meni nije strano. Prema tome ja nisam išao okolišati. Kao što sam rekao, Tome Serafimovski je apsolutno nepoznati meni ja sam čitav životni vijek proveo na fakultetu i predavao modernu i suvremenu umjetnost. Bio sam šef katedre i napravio neke recimo i knjige i projekte. Ali on me nikada nije bio poznat. Ja sam se prvi put sreo s tim imenom i sa njegovim dijelom kad sam bio u jednom gradskom odboru za spomenike. Naime, u Zagrebu i u svim našim gradovima vi ne možete praviti podizati spomenik gdje hoćete. Mora se, da ne bi došlo do hipertrofije, da ne bi došlo ovoga što imate ovdje, da to bude pregusto. Toga nema. I drugo, mora proći instance javnosti, budući da je to javni prostor, vi možete podići što god hoćete u svoj vrt. To mene, a to sam i rekao gradonačelniku kad sam polemizirao, može biskup i kardinal u svoj vrt staviti majku Terezu. A baš mene briga, ja u te vrti onako ne idem. Niti me kao građanina on zanima. Ali on ne može na moj prostor staviti nešto. I onda je iznikao jedan spomenik u centru grada gdje su bili neki, pa recimo, vulgarno dilovi. Između gradonačelnika, Akademije znanosti i umjetnosti i ovog kipara. Ja sam pretpostavljam da je to tako. I onda je odjednom došlo da se postavlja taj spomenik. Ja sam vikao, i za moja kolegica, da vi ne može se postaviti taj spomenik Ljudevitu Gaju, dakle jedna bista ovako, nije velika, baš osobito upadljiva, ali smeta. I uglavnom, onda je gradonačelnik rekao, to se može, vi ste konzultativno tijelo, a ja sam izvršna vlast. Ja sam rekao, onda se sa tom svojim izvršnom vlašću i nosite, ali ja izlazim i kao konzultativno tijelo. I kolegica i ja smo napustili taj odbor i taj spomenik je ostvario se. I onda su građani ostali zgranuti, jer je to na mjesto, recimo, bivši naš predsjednik Mesić je običavao svake subote doći u taj kafić kod Čarlija. I tu, recimo, dosta ljudi dolazi, to je javno mjesto, šetalište. I najednom vi nabasate u centru grada na tu jednu spodobu, gdje je napravljena, oprostite, Ljudevit Gaj je za mene kao Hrvata jako važna ličnost. On je za moj jezik, za nacionalno buđenje u 19. stoljeću i tako dalje. I sad dolazi neko da mi pravi, mi imamo Ljudevita Gaja po gradu već spomenik. Čemu jedna nakaza? I onda sam zainteresirao ko je to. I onda sam vidio da se to osoba zove Tome Serafimovski. Ništa čuo. Međutim, i onda kad sam vidio, i kad su me pitali zašto u ovakvim istim diskusijama, ja sam rekao, pa vidite, na svakoj razini vi imate kič. Ne možemo govoriti je to umjetničko vrijedno djelo. Nije. Ako se on potpiše na rukavu ovoga Ljudevita Gaja, Tome Serafimovski akademik. Mislim, pa što to znači? I onda je to prošlo. Građani su bili ozleđeni, toga više nema. To je maknuto. I to se sad nalazi na jednom gostionici, na zidu, jer je plaćeno, pa da se ne uništi treba proći knjige. Nije se amortiziralo, ali više nije na javnom prostoru. I sada je bila predsjednička kampanja 2010. godine u jesen, kasna jesen, i od brojnih kandidata u drugi krug su ušli predsjednik Josipović, dakle aktualni hrvatski predsjednik, i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Ja sam bio tada aktivan u politici, bio sam kao nezavisni zastupnik u skupštini i čuo sam, imao sam svoje izvore, da je stigao prije 2 dana jedan odljev majke Tereze i da je Zagreb ima vrlo dobre ljevaonice. Jedno od dijela je tu odljeveno i u Zagrebu isto. I da je u jednu ljevaonicu to došlo, da se iscizelira, malo dotjera, kako bi u jeka izborne kampanje postavljeno bilo na jednom mjestu u centru grada.
Naravno, čuo sam i koliko je to koštalo. To je koštalo, recimo, neki 45.000 eura, ljevanje. I onda sam pitao gradonačelnika na sjednici, koja je prenosila televizija, postavio pitanje, ko je platio, odobrio da se plati za jedan kip, ko je odobrio da se on postavi na mjesto gdje je određeno da se postavi, koje instance je to prošlo i tko je taj ko je raspisao natječaj, gdje je natječaj za to djelo. Za spomenik morate imati natječaj. I onda on ostao zatečen. I on je meni odmah odgovarao i počeo govoriti o majci Terezi. Ja sam rekao, majka Tereza je osoba koju, recimo, ja isto poštujem, jako nisam vjernik, ali koja je duboko humana osoba i zaslužuje svako divljenje. Ali mi ne govorimo o osobi, mi govorimo o djelu. Ovo što vi želite nama postaviti, to je nakaza. A ja vama sad govorim kao stručnjak, to je moje područje. A nemojte vi meni govoriti. I uglavnom bila jedna vrlo žustra svađa, iz koje on rekao, ja sam rekao, ne dozvoljam da to dođe na naš prostor. I imao sam jednoglasnu podršku od svih zastupnika u Skupštini i da je to javni prostor, budući da 5 metara dalje imamo odličan spomenik iz 80. godina Marije Ujević, Augusta Šenoe. Prema tome ne može August Šenoa i majka Tereza biti jedno pored drugog jer nema programa. I uglavnom onda je on rekao, da, ali ta parcela, to je 2 na 2 metra, je vlasništvo crkve, Kaptola. Ja sam rekao, odlično, onda neka crkva napravi zid i to uvuče u svoj javni prostor, ali ne da nagrđuje moj prostor, javni prostor. Zvonko, tragično je što v Македонија вакви демократски, да речам, разговори за уметноста за јавниот простор се воделе пред 30 и 50 години во рамките на комунистичката партија, да речам, а денес тоа е анулирано, забрането. Денес некоја шака на полуписмени, ужасно примитивни луѓе арбитрираат и воопшто е исклучено да се дојде до ваква ситуација. Некој експерт да му укаже на некој ново примитивец за слабостите, да речем, не можemo mi dokazivati, pa to je Dejan je isto Buđevac, kad smo razgovarali o tome, njemu isto bilo jasno o čemu. Niko ne govori da je to umjetničko djelo. Imate vi isto majku Terezu, malo 7 cm je viša nego ona što je bila ona naša Trune u Zagrebu, tamo u toj jednoj ljevonici. Niko ti ja ne želi. A kažete mi za nikoj pozitivni primjer? Ima nešto drugo, što mi već prije palo na pamet. Postoji nešto, a to se zove lokalna samouprava. Vi u Zagrebu, ovo je sve na nivou gradonačelnika, nije predsjednik vlade, nije, pogotovo, ne do Bog, predsjednik Republike da bi se pačao s tim. Nego postoji grad sa svojim izvršnom vlašću i postoji skupština. I oni raspravljaju o gradskom prostoru, to su gradski prostori. Ja ne znam kako je moguće, da li je do gradska vlast grada Skopja i državna vlast, da li pripada jednoj istoj političkoj opciji. Da. Aha, onda je druga stvar. Mislim, formalno ne во моментов, но суштински да, и се диригира од едно место. Bravo, ali onda opet mi govorimo isto, mi govorimo o politici. Dobro, politika generira i određene kulturne strategije. Dapače, itekako. Ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Makedoniji, ne samo u Italiji, svugdje. Politika je ta koja određuje. Pa mislim, ne može se, pogledajte francuske predsjednike od Mitterranda, Chiraca do ne znam što su radili. Pompidou, kad je naš predsjednik Tuđman, to je bilo 90. godine, htio jedan prostor koji je Ivan Meštrović, zaradivši novac od Karađorđevićevih, napravio umjetnički paviljon i poklonio ga svojim kolegama umjetnicima i oni su napravili izložbeni paviljon i to je dakle bilo vlasništvo umjetnika. I onda se nadošla ideja predsjednika Tuđmana u isto nacionalističkoj euforiji kada su se mijenjale imena ulica, kada se išlo u hrvatsku dinastiju koje naši kraljevi su poznati, ne idemo na neke druge starije tražiti,
ali pa je onda htio napraviti Panteon. I onda sam ja polemizirao s njim. I na televiziji bilo. Ja sam rekao, o čemu mi govorimo o Panteonu? Da se napraviti jedan paviljon u kojemu bili hrvatski velikani. Ja sam rekao, Panteon u Parizu je proizvod jednog vremena. I tu su zaista velikani Francuske. Ali kako mi možemo danas postaviti ovdje koga? Kralja Tomislava, kralja Petra Krešimira, Domagoja i tako dalje. To je, recimo, imena koja su važna za našu povijest. Međutim, meni je važniji možda, recimo, Ruđer Bošković, Nikola Tesla i tako dalje. Prema tome, ali njima nije mjesto u Panteonu jer je to nešto anakrono. I onda sam poručio predsjedniku jednoj svađi na televiziji. Ja sam rekao, odlično, ako predsjednik hoće sudjelovati u projektu jedno, a da bi to bilo i korisno za kulturu i umjetnost, pa nek se ugleda što su radili njegovi francuski kolege. Još uvijek aktualni Mitterrand, a pogotovo možda mu je bliži bio Georges Pompidou, koji je napravio Beaubourg. Je obilježio Francusku Mitterrand, ja ne mislim uopće dobro o Mitterandu, da se razumijemo, ali je obilježio sve, je dao Francusku, tad svojim mandatima obilježio Pariz. Zvonko, moram ja štiti me vrijeme, zatim dajem i na publikata. Сега да ви прашам за овој проблем на јавни простори. Знаете, ние сме со многу право и со многу аргументи критични до, како кажам, до ниво на цинизам, не знам, кон ова што ни се случува нас во Скопје, но слична тенденција, не во таква примитивна форма, има насекаде. Мислам, да речеме, не само во Ашкабад, во Баку, во такви исто некои екзотични, да речам, квази постмодерни примери на некакво идентитетско и архитектонско лудило, туку дури и на Запад има. Мислам, архитектурата сватена како сценографија, една работа, и второ, архитектурата како голем слуга на и уметноста, не само архитектурата, на моќта, на капиталот, како уништувач на јавни простори, на јавни каузи. Во Загреб имавте големи борби и околу Цветен трг. Се случуваат некои лоши работи да речам, во узурпирањето на јавниот простор и во Загреб, во микромера, во однос на Скопје, но сепак Срдж, Дубровник, го имате примерот. Дали учествувате во тие? Па јас сам ушao активно у политику управо кроз ту гентрификација проблемот и се до тоа. Удругу, рецимо данас се то развило у Зелене наше. Naša kolegica Mirela Holy, koja sad je prije 2 dana je po statistikama je iza predsjednika Josipovića najpopularnija ličnost. Dakle, jedna sjajna kolegica koja je bila članica SDP-a, pa su se tamo raskrstili, nije važno. No, ja sam bio u jednoj grupi, građanska akcija je bila tokom, počeli smo još 90. godina, pa smo nastavili i kasnije. I kada je došlo do uzurpiranja, do prisvajanja javnih prostora. I onda smo se tu našli, stvorili jednu političku bazu i krenuli u izbore i tako sam ja došao kao zastupnik u Skupštinu. Dakle, neposredno iz takve jedne aktivističke, recimo, prošlosti. Međutim, da se ne bih htio precjenjivati svoju ulogu, ja sam ne bih mogao, ali se stvorila kritična masa koja je stvari pokrenula. Kritična masa je stvorila 90. godina u doba osamostaljenja. Hrvatska još i Slovenija nismo proglasili odcjepljenje. Kad je došlo do ovih priča oko ovoga hrvatskih velikana, Panteon, gdje će biti hrvatski velikan, kad smo se mi svađali sa predsjednikom Republike, a rat se pripremao i znali smo da ćemo ući svaki mjesec u rat, kad smo vodili polemiku, i stvorila se kritična masa ljudi kojima to nije dozvolila. Dakle, kad je bio apsolutnu moć je imao Tuđman, mislilo se, međutim se nije usudio. Jer su opet bili izbori.
Pa svako se bojao za izbor. Prema tome, mi smo djelovali unutar medija. Danas je još mnogo, u to prije 20 godina internet i društvene mreže nisu bile. Nije bilo, odnosno internet je bio, ali ove društvene mreže nisu imali ono značenje koje imaju ovdje. Mi smo imali prije par godina kroz društvenu mrežu jedna druga skupina se ljudi javila i pokrenula je masu ljudi. Ali da bi direktne posljedice toga bile. Prema tome, treba stvoriti kritičnu masu ljudi koja će kroz tribine, mi smo organizirali tribine, 20 godina sam sudjelovao, i na njima, ja sam jedan od desetke aktivista, desetina nas koji smo tu bili, i kontinuirano smo apelirali da se ne može javni prostor uzimati, da javni prostor je nešto što pripada nama, a struka je ta koja će odrediti što je dobro, što nije dobro, koliko treba određenih građevina. Kad ja vidim ovdje između, ne znam na koju stranu gledam, filharmonija mislim da se gradi. Uglavnom, ta jedna klaustrofobična situacija isto tako upućuje na sve ono da dijagnosticirati šizofreniju, dakle jednu duševnu bolest. To je nešto što se prepoznaje na svakom koraku. Dakle, nabiti prostor. Čemu nabijati, a imate dovoljno? Zvonko, prije da go završime našo delo in da jim dajeme šansa na publikата, сакам уште неколку работи да ве прашам. Оваа тема делумно ја допревме односот кон културното наследство, да речам, особено кон модерново културно наследство, југословенско, изразено во споменици, да речеме, за тоа сте експерт, од 45-та навака, и да речам, начините како тоа да се... да, се извинам. Како да се случува. Ние скоро го имавме Борис Буден овде. Оваа тема исто ја допревме, он ни кажа дека 3.500 споменици од НОП се уништени во Хрватска. Мање од 3.000, ali to ništa да, не знам колку, али вие точно знаете, например, во цела Југославија колку имало, колку тоа во Југославија. Знаете за Македонија и, например, и Македонија има вредно наследство во тој поглед. Kako, da. Htio bih reći, drago mi je da je kolega Budan ovdje bio, međutim, ja sam vidio što u zadnje vrijeme se on to malo tim bavi, nije baš jako, što se toga tiče, upućen. Ja se tim bavim cijeli život. I bavio sam se 90. godina kada se počelo uništavati spomeničku baštinu, dakle spomenike, koji su pripadali jednom političkom sustavu, projektu koji je tada, recimo, 90. iščezao. Dakle, NOB-u, spomenici antifašizmu, NOB-u i tako dalje. I reagirao sam i pisao sam o tome. I išao sam i snimao sam i stvorio sam bazu. I onda sam širio od Hrvatske dalje, pa sam negdje mapirao i u drugim sredinama bivše zemlje, vidio i stvorio evidenciju, jedan popis, što je, kako je. I bilo je dakle oko 14 evidentiranih hiljada spomenika nastalih nakon 45. a koji evociraju događaje narodno-oslobodilačke borbe, oslobođenja, antifašizma. 14.000. Od toga je 6.000 bilo u Hrvatskoj, a 8.000 po cijeloj Jugoslaviji. Dakle, Hrvatska je bila prezasićena, što nije neobično. Jedan vrlo dobar primjer takav imate ovdje pred zgradom vlade, to je spomenik osloboditeljima Skoplja koji je radio hrvatski kipar Ivan Mirković. Hrvatska je imala kipare, što druge države, današnje države, bivše republike nisu imale. Od početka 20. vijeka Karađorđevićima je trebao kipar. Kipar je imao neku značenje. Pa su uzeli najznačajnije kipara tih prostora, to je bio Meštrović. Kasnije dolazi do neke razmimoilaženja između Karađorđevića i Meštrovića i 30. godina preuzima Augustinčić. Nije bilo naprosto drugih. 40. godina Augustinčić isto aktualan. I u Skoplju je bio Augustinčićev spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću. Prema tome, normalno onda Kršinić i tako dalje, da je bilo tih najviše. I uglavnom stvorena je masa tih spomenika koji su onda 1991. godine za vrijeme rata naprosto minirani, uništavani.
Ja sam odmah išao reagirati na tome i skupila se jedna skupina nas od predsjednika Mesića kao počasnog, nas 5 je bilo valjda, koji smo tražili da ćemo obnoviti jedan Bakićev spomenik koji se mogao obnoviti, a to je spomenik u Stanku, u Bjelovaru, ne u Bjelovaru, u Bjelovaru. Dakle, iz 46. 47. jedna muškarac raširenih ruku, raširenih nogu, dakle jednostavno, kad je bilo obnoviti Petrovu goru, je ostaje i sada kao vruć problem. Ali je u međuvremenu i nestala Kamenska, najznačajniji Bakićev spomenik, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. Naime, što je? Tito je prvi spomenici 40. nastaju u tjesnoj suradnji sa Sovjetskim savezom, budući da su Jugoslavija bila dio tog sistema. 50. godina se distanciramo od Sovjetskog saveza i tada narod i narodno-oslobodilačka vojska postaju nositelji. Pa pogledajte Mirkovića ispred vlade. Što je na njoj prikazano? Kasnije se, da bi se pokazalo koliko je Titova politika drugačija od Staljinove, Hruščovljeve i kasnije Brežnjevljeve, mi dobivamo nešto što su najveće zasade, recimo Tita, na kulturnom planu, a to je jedna sloboda umjetničkog stvaralaštva. I mi zaista, opet se u Hrvatsku vraćam, 51. godine s grupom Egzat, uvodimo apstraktnu umjetnost koja je, odmah su rekli, pa to nije pitanje da li će se prikazati ljudsko lice ili jabuka na slici ili apstraktno, nego je to pitanje bilo slobode. I Titu je trebalo pokazati koliko je moć. Kasnije, 70. godina, dolazi do tih gigantskih spomenika koji drugdje nigdje nije bilo. 70. godina više nikome se nije sjećao Drugog svjetskog rata. Konačno Njemačka je bila integrirana u jedan od važnih faktora evropske i ekonomije i politike i svega. I Drugi svjetski rat je ostao iza. Međutim, Titovoj politici je trebalo iskazati moć i pokazati koliko je njegova politika ta koheziona snaga koja nas drži sve zajedno. I zbog toga se ulaže državni novac za gradnju tih spomenika, ali istodobno mi njegujemo jedan specifičan kult sjećanja, da smo kao pioniri, kao mladinci odlazili na ta mjesta i odavali poštovanje tim mrtvima koji su nam izvojevali komunističku, socijalističku Jugoslaviju i tako dalje. Prema tome, to je i sve imalo nešto, svoju jasnu logiku. 90. godina dolazi do pucanja, dolazi do konačnog raspada Jugoslavije i sada dolazi do reakcija. U Hrvatskoj je to na drastičan način otišlo i da su naprosto neki spomenici definitivno nestali. Drugi erodiraju, to je spomenik Petrove gore koji ste spomenuli. Spomenik Petrove gore nastaje 70. godina, raspisuje se jedan natječaj, pa onda nije zadovoljio, pa se raspisuje 74. drugi i onda se bira djelo Vojina Bakića. I to je spomenik koji nije samo spomenik. On je ljuska koja je spomeničku vrijednost ima, ali je arhitektura. Njega rade Bakićev sin Zoran, koji je arhitekt, Bakić i Berislav Šerbetić, arhitekt. I oni unutrašnjost zapravo oblikuju na sjajan način, ali ona ima sadržaj. Tu se čuva arhivska građa vezana za to područje, narodno-oslobodilačke borbe, tu je oslobođeni teritorij prvi bio, tu je nicala Hrvatska kulturna strategija od 1943. tu začeta, tu su još štampale naš dnevnik Novine, Vjesnik, tako da je ono važno za opću priliku. Međutim, 1991. godine taj dio je okupiran, građa je odnešena u Beograd i ostala je gola ljuska. Nakon Oluje, nakon 95. augusta 95. To spada pod hrvatski politički sustav. I sad dolazi konačno do kontinuiranog uništavanja, skida se oplata, a ne zna se namjena. Ja sam prije tjedan dana, 10 dana imali smo nekoliko tribina i sa predsjednikom Republike jedan vrlo ozbiljan dugi sastanak sa Josipovićem koji traži namjenu što od toga
kako to obnoviti? Obnova košta enormno mnogo. Ali nije problem samo obnoviti. Problem je nešto što poslije obnove, koju namjenu dati. Ta funkcija koju je to imalo prije, mislim, ruku na srce, niko tamo, nema više pionira. Ovako, ljudi vole ići na izlete u gljive, tamo ima dosta gljiva i tako dalje. Da sam rekao, ali to ne može biti ekonomska baza koja će to dati, a nitko, ja ne vidim ko će konkretno dati. Ja bi bio najsretniji kad bi se to obnovilo, kad bi se podigli drugi spomenici. Dobro, Vojin Bakić, imaš сега голема рехабилитација со таа ретроспективна изложба и се тоа. Баш гледав на телевизија, имаше речи се секојдневно во текот на неколку месеци емисии за него, осврти на неговото дело како еден од најзначајните југословенски уметници во тој период. Така што Хрватска сепак, особено од оваа македонска перспектива, се чини прави многу сериозни напори да го сочува, да го ревалоризира, да речам тоа модернистичко, социјалистичко наследство. И во таа смисла сте ни узор, или би требале да ни бидете узор. Бидејќи немаме многу време да и даеме малку шанса. Само затоа да Хрватска има велика уметника, али има Македонија. Јас сам неки дан био у Музеју savremen umetnosti. Јас сам нашao два умjetnika koja nisam davno vidio. Jedan je Mazev, a drugi je Hadži Boškov, kipar Hadži Boškov. Imate 3 skulpture Hadži Boškova i pored njih stoji Dušan Đamonja. Dakle, hrvatski kipar makedonskog porijekla. Ajde, recimo tako. I te crne, te 3 skulpture Hadži Boškova su jače od Đamonje, te koje je tu. Drago mi je ovo što govori. Prema tome, imate sjajne umjetnike. Ovaj, kak se zove, osoba koju smo ranije spominjali oko Majke Tereze, mislim, njete da kako u muzeju nema. Ali nemojte podcjenjivati svoje umjetnike. I da ne kažem da imamo zajedničkog umjetnika Ordana Petrovskog. Не, далеко од тоа дека подценуваме, но начинот на кој се како кажам, се грижиме за тоа наследство е катастрофален, бидејќи институциите ги руиниравме во меѓувреме кои треба да се грижат за тоа, така што дури начинот на кој повремено се изложуваат тие важни македонски уметнички дела е деградирачки, мислам, неверојатен. И просто и начинот на кој им приоѓаме и ги изложуваме како да ги деградира тие уметнички дела. Така што воопшто ситуацијата е катастрофална, но да не се враќаме на тоа. За крај само кратко кажете ни, па кога повикаме публиката, за некои тенденции, да речам, во современата светска, не ликовна уметност, повеќе оваа уметност што се бави со јавни простори, споменици, се до тоа. Бидејќи, нели, 19. век е тотално зад нас, таа, нели, некоја национална, империјална презентација на државните политики, но дури и 20. век е далеку зад нас со својот модернизам, со тоа. Кои се нови тенденции? Имате сега нели флуидни, мобилни скулптури кои се интегрираат во просторот, кои имаат интеракција со луѓето. Кажете ни нешто на таа тема, дали нешто од тоа продира во Хрватска и така? Па има, vrlo nikad nije tako pluralistična scena bila kao zadnjih 10-20 godina. Međutim, u tom, recimo, od klasičnih medija, od slikanja do izrada skulptura, to je nešto što je isto tako prisutno. Ali mislim, uvijek je ono što je najzanimljivije i najistaknutije da je uvijek ta socijalna i politička komponenta usađena u ta dijela. Ja bih spomenuo jednu njemačku suvremenu kiparicu koja se zove Katarina Frisch. Sjajna, velika umjetnica koja radi tradicionalne kipove, što više ready-made, uzima gotove kipove, ali ih onda postavlja u različita mjesta i izaziva, provocira ljude, traži, interakcija je važna. I uglavnom, recimo, to je nešto. Kod nas imamo, evo, kako se zove, od kipara i sjajan momak Ivan Fiolić, koji je inače napravio onaj, ako je poznato, Brusu Liju u Mostaru, da, pa je to onda uništeno. Sad je zadnji, prije prošle godine, napravio Jovanku Broz, isto, ali traži, dakle, interakcija. Od kipara, ono što je mnogo možda prisutnije, da je umjetnost koja je izgubila tijelo, dakle koja je ušla u to bestjelesno stanje, koja je rasplinuta, ali koja traži živi dijalog, živu prisutnost
umjetnika je kao određeni medij koji će stvoriti situaciju, izazvati ljude da kritički misle i tako dalje. I jedna od, recimo, u svijetu, mene barem zaintrigirala 80. godina britanska umjetnička scena. Bili su sjajni. I preko Sačija koji je davao novac i koji je dizao cijene umjetnika, ali koji je isto proizvod određenog vremena. To su naime umjetnici koji su izrasli u represivno teško vrijeme Margaret Thatcher i taj radikalni realizam koji su u njihovom dijelu prepoznavao je bilo zapravo reakcija na te klime thatcherističke koja je tu bila. Ima različitih tendencija, velike umjetnost ne jenjava, umjetnost kao i život buja. Da ne kažem mediji koji otvaraju neka sasvim druga područja. Pamtam v enem eseju vi opišujete, kako subtilno je vgraden spomenik na Meštrovi zdenac života pred teatrom. Naprimer, to je jedan prekrasen način, kako tudi klasična skulptura može da se vmetne v kontekst, v okolina. Da, Meštrović je to naučio od Rodena. I Roden je koji je počeo sa građanima Kalea i onda imamo ovdje tu skupinu kod Kamenog mosta koja negdje ima daleke asocijacije, te građani koji su, kako sam čuo, bili neki teroristi ili rodoljubi. Da. U svakom slučaju, tu su postavljeni ovako. Ali kažem, sve u svoje vrijeme. Zdenac života je vrhunsko evropsko djelo javne plastike. Dakle, kako je on išao biti uviđavan Meštrović, jer je bila gotova fasada, on nije htio narušavati tu Hrvatskog narodnog kazališta, dakle, neobaroknu fasadu, nego se uvukao dolje i omogućio, ušao par stepenica dolje i omogućio čiste vizure. Prema tome to govori o veličini kipara. Ne se nametati, nego uspostaviti dobar dijalog sa ambijentom u koju jesi. Poštovati ambijent. Да, тоа е исклучително важно. Звонко, многу ви благодарам. Еве, го завршивме првиот дел. Повелете, драги, како кажам, гости и пријатели, со коментари, со прашања. Обидете се, бидете кратки. Hvala lijepo, meni je bilo izuzetno brzo prošlo sat vremena, Gospode Bože. Повелете, слободно. Нешто што долго време ме интересира е, добро кажете дека не постои пример како Скопје ни светот, па затоа и не може да се влечат примери како се решаваат овие злосторства врз градовите. Сакам да ве прашам дали вие можете да замислите или да најдете посочите некој пример во историјата и во просторот каде што ваков проект, вакво злосторство на градот е односно градот се справил со тоа злосторство преку враќање на работите назад. Дали е тоа нешто што можете да замислите? Ja mislim da je teško vratiti nazad. Berlin, koji sam spominjao na tragičan način, je taj projekt otišao. Na mjestu Germanije je danas spomenik ogroman Petera Eisenmana žrtvama Židova koji su stradali u Europi. Prema tome, neki drugi primjeri, ali može se usporediti, evo opet ću se na Berlinu. Berlin, kao što znate, do 89. je bio razjedinjen grad, istočni, zapadni Berlin. Ja sam često tamo i vidim kako se, dakle, i prije 80. godina sam počeo biti i nakon 89. i vidim kako se integrira taj istočni dio koji je rađen ovako jeftinih materijala, estetika nije bila primarna, ali je to bila jedna čestita arhitektura. Istočni Berlin danas, kada gledate po te Karl Marx aleje i sve te velike socrealističke aleje, oni ništa nisu, recimo, drugačiji od Washingtona, kad hodate Washingtonom. To je izraslo iz jednog duha modernizma, iz Bauhausa koji je temelj, i onda se modificirao i otišao neki socrealizam. Danas su se ti socrealistički atributi negdje sljuštili, taj jeftini građevinski materijal se zamijenio pri obnovi kvalitetnim. Imate, istočni Berlin se sjajno mijenja, integrira.
Međutim, nažalost, ovdje nisu moguće mijenjati fasadu, jer su arheološki muzej je takav kakav je. A ko će to financirati? Ние, кој што до сега финансира. Но сакам да ја прашам, но да излеземе од естетскиот и уметничкиот печаток и така натаму. Самите кажавте дека некои згради урбанистички не припаѓаат како оваа со филхармонијата. Мислам, имате дома, имате фотелја и телевизор и некој помеѓу фотелјата и телевизорот ви ставил клавир. Да. Вашата логика или ќе го тргнете клавирот или ќе ја напуштите дневната соба. Odlična usporedba, sjajno, upravo to je tu primjer. To je ta disfunkcija, a potpuno anuliranje materijala, to je rađeno od jeftine, zanatski vrlo loše, ja sam išao gledat Gocu Delčeva i ovog drugoga, to je katastrofalna bronca, to je drugo, to je zanatski loše izvedeno, to je fleke se već javljaju nakon godinu, dvije. Ali, kažem, problem je naprosto u tom nabijanju. Zašto je to potrebno sve toliko? Klavir će ti sprečavati da gledaš TV ekran. Da. A ovdje sve se tako događa. To je u srži je išlo u jednu krivi je start bio. Ник се ти благодарам, повилете уште некои коментари, прашања. Што мислите, Звонко, да искористам малата пауза за споменикот на Холокаустот во Берлин, околу кој имаше многу полемики, повеќе од 10-15 години се разговараше за тоа. А многу интересен како нова уметничка форма, идеја. Ne, mislim, ne treba idealizirati, ali postojala je volja. Postojala je volja njemačke vlasti da oni hoće to. Da oni hoće kako bi sebe očistili. S druge strane, postoji jedna druga sredina, a to je Austrija, a to je Beč. Dakle, koja u jednim, po nekim opcijama kaže mi smo prva žrtva Hitlerovog osvajanja. Međutim, znamo vrlo dobro kako su prigrlili Hitlera. Na referendumu pri Anschlussu 1953 građana Beča, 1953 od nekoliko milijuna, su bili protiv Anschlussa. Svi ostali su bili za. Austrija je, čitajte Thomasa Bernharta, mog najdražeg pisca, pa ćete vidjeti kako je bila. I uglavnom, na Judenplacu u Austriji postoji sjajan spomenik Rachel Whitehead. Rachel Whitehead je jedna iz one skupine britanskih autorica koju sam spomenuo, iznikli 80. godina, i koja je tu radila spomenik isto ubijenim Židovima. Užasne otvore su građani pokazivali prema gradnji toga i smatrali su to. Zašto? Nečista savjest. Nečista savjest. Ima jedna sjajna knjiga na koju se vrlo često pozivam. Istina, pisana je jako davno. Ali to je knjiga bračnog para Mitscherlich, koja se zove nesposobnost tugovanja. Psihoanalitičari koji su govorili o njemačkoj naciji kao bolesnoj naciji, dakle nakon Hitlera, nakon 1945. sve do 60. godina, i koji su istraživali i govorili o naciji koja nije, te neke ima psihičke defekte, Njemci. Između ostalog pri potiskivanju, pri neosvješćivanju, nisu se osvijestili, nisu bili svjesni zla koje su nanijeli drugima, pa i sebi. I onda se potiskivalo. No, u svakom slučaju, nakon toga, ja bih spomenuo nešto što će biti možda jako blasfemično spomenuti, ali recimo to je moja generacija, a to je skupina radikalne ljevice njemačke, od Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin i tako dalje, koji su teroristi bili, sasvim sigurno, ali koji su na neki način doprinijeli osvješćenju Njemačke, da se pita o toj njihovoj prošlosti.
Со психичкиот живот на нацијата е многу важно прашање и за Македонија во моментов, и тоа исто еден од најтрагичните, би рекол, аспекти на лудилото наречено Скопје 2014, затоа што она што 100 години го зборуваа, да речам, оспорувачите, негаторите на македонската нација, на македонската држава, дека македонците се вештачки проект, дека македонската држава е исто така вештачка творба, на некој начин самите го потврдивме со нашата власт, дека немаме никакви темели, дека се во околу нас е циркус, дека денес сме антички, утре сме овакви, дека сме синкретичка некаква нација, чишто идентитет се моделира онако Мусолини, што го свакал италијанскиот народ, како глина за вајање. Така што таа тема за психичкиот живот на нацијата, мислам дека овде има страшни импликации и дека со децении како кажам, ќе ги трпиме последиците на ова, бидејќи ова продири во образованието. Да. Децата кај нас ги водат во овој лудачки музеи со восочни фигури и ги учат за лошиот комунизам и сето тоа. Али сад ćemo само се вратити на како е нацiju moguće liječiti. Evo, to je Njemačka, isto primjer. Dakle, Njemačka napravljena na prostoru Hitlerovog kancelarije, napravljena taj najveći spomenik stradalim Židovima, Einzemana, napravljen je dalje u Kreuzberg, je napravljen Liebeskindov muzej židovski muzej. 1910. godine 2010. godine je Njemačka ima nekoliko, to sam neki dan na predavanju pokazivao, nekoliko tih velikih memorijalnih kompleksa koji memoriraju događaje kraj Drugog svjetskog rata, zasluge Crvene armije i tako dalje. No ima u Treptovu, ima u Pankovu, ima u Tiergarten. To su veliki kompleksi koji ovako su socijalistički i Sovjetski savez je tu jako moćan i prisutan. Ali oni to sad gledaju, sjećaju se sa zahvalnošću jer su oni oslobodili Hitlera. No, kada je 9. maja svake godine se tu postavljaju vijenci i slavi se kraj rata. 8. maja je neko u Tiergartenu napisao nešto negativno sprejom. Cijela Njemačka, cijeli Berlin su skočili na tu svetogrđe. Nisu dali oskvrnuti. Kod mene u Hrvatskoj se uništavaju spomenici koji asociraju antifašizam. U mom ustavu piše da su mi tekovina antifašizma. E pa mislim, a onda postoji nešto drugo, da oni koji uništavaju spomenike budu nekažnjeni. Drugim riječima, nije potrebno mijenjati, to je jedan sveobuhvatan projekt izlječenja nacije koji počinje od dječjeg vrtića, od obdaništa, kako kažete, škole, educirati nas svakodnevno da su zasade antifašizma ili tako nečega, makedonstva, ali zdravog makedonstva, od Ilindena, od 40. Drugog svjetskog rata, kad ste i postali konačno država, da je to nešto što je najsvetije. A ne ove fikcije koje se nameću i koje zapravo erodiraju, koje poput virusa uđu i onda erodiraju taj zdravi supstrat. Повелете, се извинувам јас ако упаднав во вашиот долно гледам, нема голем ентузијазам, па искористив по обичај можноста да се протнам. Мојот начин на модерација. Повелете. Повелете само микрофон. Господин Маковиć спомна за работа. Примерот на Австрија, дека 1953 тројца опоненти се јавиле на Аншлусот во Австрија, да. Нашата состојбена свеста е многу полоша, затоа што австријците со сите сличности со Германија, таа одлука ја носат во момент на сите последици кои што ги живеат од Првата светска војна. Во услови на страотна беда и во услови на илјадници жртви. И се што се случувало после тоа. Бидејќи знаеме дека Првата светска војна однесе 8 милиона животи,
и 8,5 милиони сакати, осакатени луѓе. И тие носат во таква ситуација стравот и нивото на духот на целата нација е таква. Македонија не е во таква ситуација, но процентот на реакција на опозицијата на овој проект, на вакви однесување уште помал. Што е трагично, што говори повеќе за нашава беда на духот во овој момент. Nemojte žaliti što niste imali više žrtava i previše ste ih imali. A s druge strane usporedbe sa Njemačkom, pa Njemačka je koliko? Jedno 15 puta veća po broju stanovnika od Makedonije, nije li? Mnogo i više. Prema tome, te usporedbe sa brojkama nisu baš najprimjerenije. Ali i u svim tim aspektima sa Njemačkom se niko ne može uspoređivati. Ja sam uspoređivao samo jedan projekt. Dakle, jedna konstrukcija jedne nove historije koji je 30. godina koja je začeta, nešto ranije napisana u Mein Kampf, i koju je moguće primijeniti i u Koreji, i u Kini, i ne znam gdje. U totalitarni režimi, to su ti koji stvaraju to. Ali da je Makedonija sasvim sigurno puno zdravija od Njemačke, to uopće nećemo sumnjati. Проблемот, да, повели Невојша. Јас во последно време се фаќам себе си дека реагирам се погласно и се почесто околу подценувањето на прилогот на тоа што опозицијата или, како што викаат новинарите, критички настроените интелектуалци, критички настроените медиуми, дека нема ефект. Јас апсолутно не се сложувам дека нема ефект. Во смисла, ниту сме молчеле, и ниту не сме зборувале малку. Проблемот што мене, например, зборам за критиката на проектот Скопје 2014 година, кој што се критиката која била упатувана на различни рамништа или во различни области, кој од уметноста, кој од политиката, кој од економијата и така натаму. Значи, јас едноставно не сакам повеќе да прифаќам дека ние ништо не сме направили. Односно, дека опозицијата, опонентите во целина биле замолчани или не кажале што мислат, не прифатили и така натаму. Тоа е некое специфично, најверојатно наше некоја автохирична концепција или психичка состојба која што си ги поништува сопствените придонеси. Јас се почесто мислам, а сега пишувам еден текст околу тоа, дали може би сите ние што бевме против Скопје 2014 во некоја смисла не ја издействувавме победата на Жерновски во општина Центар. Значи, тука има една акумулација. Ако некој не се согласува со мене, јас би препорачал ваква една метода. Нека замисли што ќе се случуваше доколку не кажевме што мислиме. Ова ќе беше најверојатно не на куп, туку на енти степен. Предпоставувам, бидејќи ниту партија таму во власта се толку многу безобзирни за да не го почувствуваат тој отпор. И второ, мислам дека очекувањето на брз конкретен резултат со ваквиот отпор кој што ние го даваме тука против овој политички проект, преку културата или уште поточно преку уметноста, има една друга компонента, а тоа е компонентата на во моментов преживување, меѓутоа едновремено и заздравување на нашата психичка состојба, како да кажем, или можност да се избегне посериозни психотични елементи. Токму заради чувството дека не сум сам во својата критика. Мене апсолутно многу како критичар на проектот ме храни сето тоа што и Никола го прави и што асоциацијата го правеше и што секој новинар пишува против тој проект. Мене лично многу ми значат тие активности на другите, најчесто неки ни познавам луѓе.
Така што тоа е еден од методите за одржување на колку толку и здрав памет, а бога ми и здрава психа. Здрав дух во сите нас. Инаку мислам дека одамна ќе бевме полудени, односно скоро имаше тука на промоција на книгата Од диктатура до демократија, нели, ја читам деновиве таа книга и велам, па добро, не е баш така како кај нас, и едновремено доаѓам до сознанието дека политичкиот проект Скопје 2014 дефинитивно спроведен преку, нели, уметноста и архитектурата се разбира, навистина нема разрешница во нас, мисла во која што Никола праша, нели, а после кој ќе можеме да минеме, што ќе го направиме? Меѓутоа, за да ние останеме воопшто во некаква состојба да промислуваме како ќе го надминеме тоа и оваа концепција на залечување на, нели, разболената нација, ние мора да го одржиме, да се одржиме, како да кажем, да одржиме барем некаков, нели, здрав, подсврз дух. И затоа навистина апелирам. Некој Рамадан и заедно со Буден кога разговара во Мала станица го кажа тоа е исто. Ние ништо не правиме, ништо не правиме. Па како не правиме? Никогаш повеќе интелектуалците, во кои што јас не се вбројам, веќе не сум интелектуалец, се извинувам, или новинарите или историчарите никогаш порано не пишувале толку многу. Овие го кажувам најодговорно од аспект на мојата фела. И тој автохиризам, тоа некој, нели, самоуништување, некој наш синдром, нели, си ги показуваме нашите правени чекори. Многу, значи македонската, како да кажам, сцена, како критика на проектот на 2014 досега има направено неверојатно многу. Помислете само или споредувате колку наши, нели, луѓето од 68-машкиот период направили, дали воопшто нешто направили во однос на светските движења и критиката, нели, на системот. Само ќе слушнеме дека тоа што тука било дел од 68 било во Белград, додека студирале, меѓутоа не тука во Македонија. И како сега потоа се одразува, нели, тој, така што она мало, точно, наистина многу мало можеби, јадро на отпор кој се дава против овој проект и што се обидува да го обмисли, да го промисли така натаму, е на многу здрава ситуација. Колеги или, не знам, со граѓани како да се обратам. Еден ден, сега размислам како историчар, еден ден некој после 30 години ќе чепка во архивите и ќе се праша, чекај да видиме, овие луѓе нешто кажале против проектот. И верувајте ми, ќе се изначитаат. Јас досега во мојата дата база имам некаде околу 2,5 гига материјал, не зборам за големи формати, во голема резолуција, туку од веб страни, од текстови, од овие окно што ги објавува. Значи 2,5 гига интернет материјал, знаете што значи? Тоа се илјадници библиографски единици. Досега само објавени. Точно не сме задоволни од резултатот, од ефектот. Меѓутоа работите се менуваат најверојатно многу поспоро од што ние посакуваме. Своевидно се плашам дека подклекнуваме на манијата на брз успех тука и сега. Сега сакаме да го смениме се тоа и некако поинаку. И има, точно на германците им требаше многу години. И во тој дух Зигмар Полке во рамките на сликарите заедно со Бадер Мајнхоф, тоа е таа генерација. Им требаа колку 35 години. Што не оди туку така. Дали ќе го префасадираме? Нели, фасадираното тоа е сосема друго. Меѓутоа најважно е сега да сме самите убедени и свесни да се храниме со тоа дека отпор тука има. Тоа е мојот личен став. Благодарам. Не може да ти благодарам. Важен прилог во целова расправа. Вие побаравте збор, повелете. Многу ме радува ова што кажа господин Глигич. Бидејќи сметам Само да ви го вклучат микрофонот, слабо се слуша. Многу ме радува ова што го зборуваше господин Глигич, бидејќи сметам да треба да останат траги што се правило во некое време и во свој датотеки може да најде што било и како било. Меѓутоа, во таа насока, мислам, не треба никош да се откаже, иако мора да постои свест за пораз. До толку повеќе го ценам напорот на луѓе кои пружат отпор на овој вандализам и така натаму. Али мораме да бидеме свесни и тоа може би ова прашање за професор Маковиќ.
Da li bez bez učestvovanja na intelektualni sludi uopšte može da se ostvari ovakav projekt? Ви благодарам на прашањето. За вас, Маковиќ, не знам дали слушнавте тивко беше. Улогата, да речам, на оној купениот, корумпираниот дел на елитата, на општествената елита во градењето на вакви проекти, да ги наречаме. Да прокоментирате тоа. Дали отпорот може да има ефект, доколку голем дел од елитата е корумпирана? Отпор uvijek ima efekt. Otpor uvijek može učiniti nešto dobro. Ako se odupirete jednoj ovako praksi koja vas gnječi, koja vas pritišće, koja vas obezvređuje, vrijeđa na svaki mogući način, otpor tomu isključivo može doneti samo dobro. To je pitanje. Sad ne znam koja je elita. Elita očito ima neka svoje interese u svemu tome. I to isto može biti, ja ne poznam ovu situaciju, ja znam kakva je u Hrvatskoj bila situacija da za pristajanje na takve neke projekte da je moglo donositi ekonomske koristi elite. Да си дозволам прокоментирам ова Небојша што рече, сосема се согласувам и на некој начин ние сме правоборци Небојша во цело ова, но јас мислам и дека не направивме многу во смисла на општествено влијание. Има три момента кај си дозволам да искоментирам. Едното е ништо не променивме, напротив, мислам дека ги раздраздивме просто. И мислам дека нашиот пастир во голема мера рефлексно реагира, баш така раздразнето. Против мене се, кај направам пута 3, пута 5. Значи, едно фактички не променивме, а второ, тоа не е наш проблем толку, на отпорашите да речам, туку, веројатно и поширок глобален проблем. Елитата веќе не комуницира со политичката моќ. Политичката и економската моќ на некој начин се здружени, овој културниот дел на елитата во разни земји е само она, како да кажам, само опавче, само некоја прираслина и веќе не се борат за јавните каузи. И во таа смисла веќе не постои елита во Македонија, никогаш не ни постоела. И трето, се изгуби, да речам, таа здрава општествена стратификација. Елитата секогаш требала да води и да речам, да арбитрира во прашањата на вкусот, и на политиката, на идеологијата, на село тоа. Еве Маковиќ ни даде примери, како низ разговори со председателот, со градоначалникот и сето тоа, елитата експертска влијае на општествените текови, на политиката. Така беше и во комунизмот кај нас. Имаше огромно влијание културната елита, па и воопшто интелектуалната елита, академска. Денес тоа го нема и заради тоа и ние од оваа страна, од порашите, кои као носиме некакви вредности на елитата, тоест спој со глобалното движење и подлабока грижа за сопствената држава и нација, сме исклучени, ископчани и сме некаква мала секта. Во таа смисла прашањето е покомплексно. Се извинувам за мојот упат, Маковиќ, вие сакате и да привршуваме полека. Не, мислев сакате го вклучивте ова, мислев сакате коментар. Не, nisam mogao pratiti. За публиката. Ne, htio sam samo navesti na ovo, na pitanje elite. Mene čudi zapravo da nema reakcije. Da ono što sam ja čitao, a iskupljao, da nitko nije pozvao te kritičare koji su pitali na neki razgovor. Mene to čudi. Jer itekako mene, recimo ja nisam stranka, ja nisam profesionalni političar, ali političar od predsjednika Republike, predsjednika vlade, gradonačelnika, zanima ga što kažem. Ne ja, nego i brojni drugi. I oni nas pitaju zašto ti misliš da je to pogrešno? Ajmo se, idemo se posvađati. Pa se i svađamo, ali hoću reći nisu indiferentni prema kritici. Subverzija je nešto meni jako drago. Не знам колку знаете, кај нас не само што сме игнорирани критичарите, туку сме и шиканирани со судски овакви.
и обвинувани за непријатели на државата, на националниот идентитет и се тоа. Така што да беше само игноранција, некако човек ке се носеше со 90, oprosti, ali mislim kod nas isto nije bilo lako. 90. godina nisam samo ja bio tužakan i danas podižu tužbe protiv mene. Zbog uvreda i zbog doživljava procese, šikaniran, napadan, od uvredljivih pisama koje sam dobio. Moje dijete koje je imalo probleme od toga. Bilo je toga. Nije to bilo bezbolno. Ali smo znali da radimo dobro. Otporodnost i rizici, da. Bio je rizik. Ali se onda, recimo, sad ovako happy, ali se onda stvari su se ipak promijenile. Se надиваме. Софија, повели. Добро, јас сакав најнапред да малку отворам полемика со Невојша, меѓутоа после се практично отвори темата која што јас чувствував за потреба да биде отворена. Сакам да речем дека не сум на позицијата дека не сме направиле ништо, но не сум ни на позицијата дека сме направиле многу во врска со некакво спротивставување на целиот овој проект. Имено, јас, као што знаете, имам прилика директно да некако фронт држам против овој проект Скопје 2014 во Советот на град Скопје. Но, за жал, иако сум наистина многу среќна што, постои едно вакво мало јадро кое што наоѓа начин како да се спротистави, сепак, во глобала земено тоа не е ни оддалеку она димензија која што е соодветна на проектот Скопје 2014. Имено, ако може да послужи само како некаков пример, неодамна се случи носење на одлука за промена на 15 фасади во центарот на град Скопје и тоа само од предната своја страна во барокни фасади. Зашто на градоначалникот воопшто не му е непријатно да каже дека толку пари имаат и затоа ги прават само предните страни. При тоа не се енергетски ефикасни фасади и тоа не се современи фасади, туку се барокни фасади дел од се тоа што се случува. Меѓутоа, на ниту еден начин не се случи во јавноста никаков отпор против оваа одлука. Се случи еден малечок текст од еден наш вреден архитект Брезовски, кој што е автор на стоковната куќа на плоштадот во Скопје, и тоа беше се од некаква реакција на фелата на архитектите во врска со оваа одлука. Сакам да кажам дека ми се чини дека важно во овој момент е да добиеме од Звонко некаков совет што е тоа што би можело да биде автентична реакција на овие состојби, меѓутоа гледана низ искуството кое што го има Хрватска, на кој начин на ниво на експерти се организираат и реагираат во јавноста. Бидејќи, за жал, дали е во прашање, не би сакала да помислам дека е ниската општествена одговорност или е во прашање неорганизирање на делот експертската јавност, меѓутоа сметам дека навистина недостига како поддршка на некаква, како кажам, организирана политичка сила која што действува во насока на спречување на овие состојби. Инаку за Небојша, да, точно е дека помогнавме сите ние центар да се добие, меѓутоа во меѓувреме мораме да бидеме свесни за тоа што беше производ на нашето добивање на центар како отпораши. Тоа беше промена на законот за градба, која што сега е во надлежност на град Скопје, и истите активности кои што беа планирани продолжуваат, меѓутоа не од општина Центар, туку од град Скопје. Така што само се смени местото од каде што доаѓаат наредбите тоа да продолжи да се спроведува. Ви благодарам многу. Hvala lijepo. Ja bi, ako mogu, usporedbu naći. Kod nas, kažem, od 90. sam aktivan u tim ovako poslovima oponiranja u krajnjem slučaju. Bile su udruženja arhitekata je bilo vrlo agilno u svakom slučaju. Udruženje likovnih umjetnika, PEN centar, bio sam predsjednik toga. Sve te udruge
dakle stručna, što se nitko ne može reći udruženje arhitekata da nije stručno, itekako je relevantno. Oni su reagirali. Društvo povjesničara umjetnosti, i gdje sam bio i gdje sam i sada u upravi, imali smo vrlo agilnog predsjednika Radovana Ivančevića. Pa smo se međusobno povezivali, društvo arhitekata, društvo povjesničara umjetnosti, PEN centar, razne druge udruge, društvo primijenjenih umjetnosti, smo se skupljali, angažirali i zajednički djelovali, ali su se izoštravale na recimo, unutar svakoga od udruženja. Jer, oprostite, ako je ko ovdje hendikepiran, pa to su i u krajnjem slučaju i povrijeđen, pa to bi trebali biti arhitekti. Pa ja se čudim da arhitekti to dozvoljavaju. Ja se čudim da imate društvo umjetnika, likovnih umjetnika. Pa ne treba njih nitko pitati, oni trebaju postavljati pitanje. Niti nas nije nitko pitao. O ne, dapače. Zašto bi me neko pitao? Uvrijedilo me da me pita. Ali ja sam postavljao pitanje kao institucija. I imam na to pravo, kao građanin, kao javnost. Prema tome, te udruge, strukovne udruge, važno je strukovne, prema tome sad se vidi koliko je politika protiv struke. Ako se osvijesti javnost, tada politika gubi. 90. godine je Tuđman izgubio i tad smo osjetili gdje ide, išlo je dalje. Ja sam vodio rat s njim oko jednog spomenika na Medvednici, dakle na Sljemenu iznad Zagreba, takozvani oltar domovine ili vječni plamen i ne znam što. Pa sam polemizirao s njim. On je to napravio, ali u međuvremenu to je potpuno postalo sad marginalno, neprepoznatljivo. Potrošene su novci. Javio se jedan novinar. Da, dapače. Poveli Gero. Бранко Геровски, новинар. Во контекст на ова што беше кажано претходно, би сакал да поставам едно повеќе реторско отколку прашање кое чека одговор. Имено, дали некој се сеќава, може ме подсети, може би мене сеќавањето не ме држи, што беше одговорот на креативната елита, на паметните архитекти, наспроти глупите, нели, на непоткупените, на храбрите архитекти наспроти овие што беа во шинелот на оваа власт. Што е креативниот одговор на Скопје 2014? Кој проект е направен? Која зграда е нацртана, не мора да е направена, креирана како идеен проект, да речеме? Сеќавате ли некоја скулптура модерна или во секој случај различна од оние глупави што ги гледаме овдека пред нас, низ прозорецов можеме да ги видиме, дека никнала во главниот град? Толку немало пари да се направи еден таков проект, толку немаше опозицијата пари 8 години да распише еден меѓународен конкурс и да одвои $500,000 евра за да се направи нешто што ќе биде слика, анимација, ако не изградено, за народот да може да направи разлика и да биде компетитивен проект. Да речеме, не треба вака, треба онака. Што имаме од сето тоа? Ништо немаме. Зашто тогаш мислиме дека некој треба да чувствува грижа на совест или дека државната елита на која овај се допаѓа, на која ова е незиниот сликата на незиниот политички хабитус? Зашто таа елита би требало да дојде и нешто нас посебно да не прашува кога ние сами не сакаме да кажеме? Геро, немаш право воопшто, ова е типичен режимски аргумент. Прво зборуваме за јавните простори, а тие се сосема узурпирани, па самиот доагаш од медиумите, па века нема простор дури ни во медиумите човек, нели, да се избори за собствена позиција, камоли во некој поширок, поделикатен јавен простор. Второ, Геровски, сите овие години под Груевски се создаваше уметност и има млади луѓе, него другото се создавале скулптури, но тие се надвор од јавниот простор, што исто, да речам, проблем на медиумите. Така што ова сега можеме да се префрламе до безкрај. Знам одлични млади уметници кои токму израснале низ овој ужас кој трае веќе 8 години, но кои се сосема непознати. Така што
демонтираме не со теза која не значи ништо без аргумент. Ја прашам, кажи ми го проектот, те молам, кажи ми ја нашиот цртеж, нашата зграда. Па има многу убави згради, наш приватни, мали, па тоа е архитектурата меѓу другото. Не, Колја, нешто што требаше да му конкурира на ова. Па не може, нема ресурси. Ова е тотално узурпирана моќта. 99%. Ене го спери јадан кал никаков пандан. Кој што е релативно помогува. Добро, ако ви е така полесно. А кои 500.000 евра, кој да ги дае? Па гледај Геро како е, сите живееме со она деградирани тотално. Кој да дае 500.000 евра за конкурс? Никола, нема метропола. Нема метропола. Имаше многу вакви решенија, не сте да не коментираме сега. Точно имаш. Само се сетим. Софија, да, Софија Куновска. Она е саветница у граду. Опозициона. Да, сватio sam da je nešto. Да. Луѓе, може со микрофон и кратко? Нек заврши. Океј, Джиби, не користиш микрофон така што ти исклучуваме. Даница, за крај на Звонко кога му даеме да го заврши сето ова, овој е многу интересен разговор, можеме неформално да го продолжиме и му благодариме на Геро за тоа што покрена очигледно една доста осетлива тема за личната наша одговорност поединачно. Даница, повелете кратко и на крај Звонко да резимира. Благодарам. Некако се најдов прозвана како екс-председател на асоциацијата и значи човек кој што стои за активностите кои што се одвива и кои што на одреден начин сами по себе имаат смисол. Но не мислам ни да се правдам, ни да валоризирам, ни ништо од тие работи. Ми е жал што не се перцепира она што е направено и што останало негде во втор план. Очигледно дека медиите, зашто сепак Геровски го сметам за представник на медиите, дека медиите не се доволно инволвирани во суштината на проблемот. Површното гледање на проектот Скопје 2014 од почеток, медиски е така третирани. Но тоа се некакви наши состојби со кои што мораме да се мириме и ние во таков еден амбиент се обидуваме да правиме исчекори. Може и не може да направиме. Работата е да имаме верба, ова зашто Невојша цело време зборува. И тој оптимизам заправо и не држи. Но некои пораки за иднината кои што ги бараат младите, затоа што не знаат повеќе во што да веруваат, е тешко да се дадат. Тој, како го нарекувате вие, тоталитаризам кој што ги живееме, очигледно не ни дава голем простор за таквото нешто. Секој со својата моќ, секој во своето обкружување, со своето знаење, ако направи нешто, тоа ќе го направи мозаикот на целата порака кон иднината, зашто ние дефинитивно остануваме во некакви записи. Големите промени не можат да дојдат по однос на стишување на ефектите на овој проект. Тие не може да дојдат брзо. Тие може да дојдат за многу години потоа. Со тоа мораме да се помириме. Сега можеби ние како архитектите тоа го препознаваме, затоа што скулптурите како такви можеби се решливи, условно кажам. Решливи. Но она на што вака бурно реагираат архитектите, тоа се овие дадености што се сега дел од нашиот
живот и нашата сегашност, што тешко се менуваат. Тешко или скоро воопшто. Мораме да оставиме да тоа некако низ идните години полека се, да кажеме, на одреден начин санира. Ние во тој правец и размислуваме. Не се откажуваме дефинитивно од да ги наречеме така условно мали напади, мали реакции. Во се има реакција, не знам како не допрело и за последната одлука на Советот на градот. Значи, во таа последна одлука за интервенција на фасадите, само уште ова многу кратко, ние изреагиравме не само со изјави, со написи и со реакции на авторите. Ние имаме живи автори на тие. Значи, покренавме тужба за нарушување на авторско право. То се не сме, значи, тоа е инструментот, тој механизмот кој што ни го дава владеечкиот правен систем. Ние го почитуваме. Во рамките на она што државноста ни ја чини, значи, тој правен систем, делуваме. Меѓутоа, верувајте, тешко е и пред се мора да се помириме со тоа дека ова е процес кој што долго ќе трае, бара многу време. Благодарам, Даница, да, Зоран, Звонко, ка заврши до ова прашање сепак останува, не сакам вака да го поклопиме, дека времето ќе покаже се од тоа прашањето на личната, цеховската, оваа колективна одговорност на ниво на здружение и се до тоа е многу важно, тука со Георгиски се согласувам и не смееме туку така да ги трупаме работите, историјата, као сето тоа ке го позлати. Звонко, повелете за крај многу кратко, упоробивме терминот. Ништа не бих ти још додал на ово што сам говорио и конечно што сам од вас чуо. Izuzetno mi je drago da sam mogao doći ovdje, a vidjeti ovo i čuti vaše mišljenje koje je, pretpostavljam, vrlo blisko mojem. Što se tiče ovih brojnih spomenika, njih je, Danice, vrlo lako eliminirati. Jednostavno kao što se hiljadama godina radilo i staliti. Pa sam sjajan spomenik socrealistički ispred vlade Ivan Mirković osloboditeljima Skoplja nastao je iz bronce od koje je nekad bio kralj Boris i kralj Aleksandar. Prema tome, ovo će se isto tako, ne treba se raditi spomenike, nek se radi nešto drugo, bronce se može koristiti. To je vrlo jednostavno, pa to se uvijek radilo, kažem, hiljadama godinama, to nije nikako neposredno. Već je problem sa ovim zgradama. Međutim, tu je problem investitora. Investitor je tu važan. Vlada. Prema tome, dok se promijeni vlada, ali u međuvremenu će i erodirati i te zgrade. Kažem, spomenike u tjedan dana možete riješiti sve. Звонко, ви благодарам и за ведриот дух, и за надежда, и за конструктивниот тон, и вас ви благодарам. Се гледаме во друга прилика.